Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Зонско паркирање во Газибаба, Киселавода и Карпош ке има само доколку побараат граѓаните. Ова е првата вест за денеска. Останете со нас. Шилегов демантира дека ќе се воведе зонско паркирање во Киселавода, Карпош и Газибаба. Исцрпени средствата за субвенции за велосипеди од град Скопје. Само 3% од населението во Македонија нема исправна вода за пиење. Приготвена храна за 100 загрозени семејства. Не очекува потопло лето со температура повисока и за над 3 степени. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги демантира информациите дека ќе се воведе зонско паркирање во општините Киселавода, Газибаба и Карпош. Од јавното предпријатие Градски паркинг за Прва Скопска вела дека постапката за отворање нови паркинг зони не зависи од нив. Потребно е граѓаните да се обратат до општината, а општината да поднесе барање до јавното предпријатие, кое ќе го разгледаат и ќе постапат согласно донесената одлука. Според годишниот извештај на јавното предпријатие Градски паркинг, зонско паркирање се предвидува во општините Газибаба, Киселавода и Карпош, и тоа една улица во Автокоманда, 4 улици во Киселавода и 3 улици во Карпош 1 и кај Лептокарија во Карпош 3. Но градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги демантира информациите дека ќе се воведе зонско паркирање во овие општини. Не сме влезени во имплементација на таков тип на паркирање. Она што излезе во медиумите во последниот период не е ништо освен годишната програма за развој. За да дојдете до таква имплементација, треба да имате годишна програма за развој на градски паркинг, што е вообичаено. Ниту сме разговарале, ниту тоа е предмет на имплементација. Мислам дека беше погрешно интерпретирана годишната програма, рече Шилегов одговарајќи на новинарско прашање. Шилегов појасни дека не знаа дали во текот на годината ќе се пројави интерес кај определена општина за воведување зонско паркирање, а доколку некоја општина пројави интерес, тоа нема да може да се реализира доколку не е предвидено во годишната програма. Од јавното предпријатие Градски паркинг за Прва Скопска изјавија дека континуирано ја следат состојбата и имаат констатирана заинтересираност кај граѓаните за уредување на паркинг површини во овие општини, затоа што евидентиран е се поголем метеж во сообраќајот. Бројот на возилата е зголемен и наоѓањето слободно паркинг место е отежнато, од што се јавува заинтересираноста за уредување на паркинг простор. Од Градски паркинг вела дека постапката за отворање нови паркинг зони не зависи од нив. Потребно е граѓаните да се обратат до општината, а општината да поднесе барање до јавното предпријатие, кое ќе го разгледаат и ќе постапат согласно донесената одлука. Барања за субвенции за велосипеди од град Скопје од денеска нема да се примаат во архивата, затоа што средствата за оваа намена веќе се исцрпени. Од градот информираат дека средства за субвенции за адаптирани велосипеди за лица со телесна инвалидност се уште има и овие барања може да се поднесуваат и понатаму. Целосно се исцрпени средствата предвидени за субвенции за купување велосипед, а пристигнати се 3131 барање, информираат од град Скопје. Со ова исполнете условот за завршување на дел од јавниот повик, со што од денеска сите пристигнати барања на граѓаните до архивата на град Скопје нема да бидат примени. Со јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипед за 2018 година, граѓаните имаа можност да набават велосипеди, а градот Скопје да ги субвенционира во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3000 денари по лице. Од град Скопје информираат дека вториот дел од јавниот повик наменет за субвенции за адаптирани велосипеди за лица со телесна инвалидност се уште е во тек и има средства за оваа намена. Градот Скопје ќе субвенционира 50% од вредноста на адаптираниот велосипед за лица со телесна инвалидност, но не повеќе од 90.000 денари по лице. Овој дел од повикот ќе биде активен се до исцрпување на средствата или до крајот на рокот на важење 31 август годинава. Од утре па до 24 јуни во повеќе општини во Македонија ќе се одржува уличното шоу Баскерфест. На 10 јуни уличните уметници ќе бидат во општина Ѓорче Петров, а од 22 до 24 јуни на плоштад Македонија. Фестивалот на улични уметници Баскерфест традиционално ќе се одржува на плоштадот Македонија од 12 до 17 јуни, но претходно караванот на ово улично шоу ќе помине низ неколку градови во државата. Ќе почне утре во Охрид,
В недела на 10 јуни ќе помине во Скопската општина Ѓорче Петров, на 15 и 16 јуни во Кочани, на 18 и 19 во Велес, на 20 и 21 во Штип, на 21 јуни во Македонска Каменица и од 22 до 24 јуни во општина Центар. Организаторите најавија повеќе од 20 точки на изведувачи од повеќе земји, а посетителите ќе имаат можност интерактивно да се вклучат. На годинашниот Баскерфест ќе учествуваат акробатот NDD од Канада, кој изведува акробации со помош на огромен хулахоп, Мастер Фи од Франција, баскер изведувач кој настапува со джиновскиот балон, Козани и Венди од Аргентина и Еспума Брума која уди на јаже, мајсторот на боречките вештини Хиро Сан од Јапонија, шпанецот Максимо Оптимо кој жонглира со моторни пили. Водата во Македонија, особено во Скопје, е со многу висок квалитет и се вбројува меѓу првите 3 земји во Европа по квалитетот на вода за пиење. Според професор доктор Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје, водата од чешма во градовите во Македонија е безбедна за пиење, а само околу 3% од населението во Македонија нема исправна вода за пиење, и тоа најчесто е случај во некои селски средини. Македонија може да се пофали дека има вода со многу висок квалитет, особено природната вода од чешма, бидејќи Македонија со Скопје се вбројува во земји кои имаат вода со многу висок квалитет. Со изворот Рашче ние се наоѓаме во првите 3 земји во Европа по квалитетот на вода за пиење, затоа што станува збор за природна питка вода со многу добар и избалансиран состав. Состојбата со квалитетот и регулацијата на безбедноста на водата за пиење е релативно добра и нашите прописи се согласно директивите на Европската Унија. Република Македонија се залага сите граѓани да имаат еднаков пристап до вода за пиење. Според извештаите, околу 3% од населението во Македонија нема исправна вода за пиење, и тоа најчесто е случај во некои селски средини, каде што нема водоснабдителен систем и кај нив препорачливо е да се пие флаширана вода. Според професор доктор Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје, водата од чешма во градовите во Македонија е безбедна за пиење, а доколку се појави некаков проблем, веднаш се решава, за разлика од некои земји во Европската Унија каде што водата од чешма е забранета за пиење, затоа што има историско загадување и тешко е водата да се прочисти. Во одредени земји во ЕУ водата не е исправна во градовите заради одредени причини, загадување, историско загадување, дали се тоа пестициди, дали се тешки метали, дали некои други органски материи, и водата тешко е да се пречисти до степен да може да биде за пиење. Ние сме срекна земја каде што имаме доволно квалитетна и безбедна вода за пиење, каде што има одредени проблеми кои се јавуваат од време на време, ги решаваме веднаш. Значи не дозволуваме тоа да се одложи ефектот, да го бараме решение за или бараме нови изворишта или нови извори, нови бунари, нови зафати на вода која е безбедна. И интересот ни е значи водата да биде безбедна која се испорачува на граѓаните. И флашираната вода која се продава во Македонија е испитувана од страна на Институтот за јавно здравје и е со добар квалитет, а постојано се врши мониторинг врз безбедноста на водата и од водоснабдителните системи. Досегашните истражувања покажуваат дека во наредните 30 до 50 години ние ќе имаме чиста вода за пиење, затоа што имаме на располагање добри извори, но тоа не значи дека не треба да се грижиме. Изворот Рашче има 3 каптажи со заштитни зони. Најчесто работи Рашче 1 и Рашче 2, а во летниот период дополнително се вклучува и изворот Кондово. Податоците покажуваат дека во урбаните средини потрошувачката на вода, ако порано изнесувала по 200 литри дневно по еквивалент жител, сега таа изнесува по 250 литри дневно по еквивалент жител. Скопјани од утре ќе може да се разладуваат во базенот Аеродром. Базенот од утре ја почнува новата сезона и за таа цел влезот за сите посетители утре ќе биде слободен, а потоа ќе продолжи по принципот на членство. Базенот Аеродром утре ќе биде отворен и за таа цел влезот за сите посетители ќе биде бесплатен. Овој базен ќе биде отворен секој ден од 10 до 18 часот и исто како изминатите години ќе функционира по принципот на членство. Сите заинтересирани потребно е навреме да ги контактираат организаторите со цел да ја обезбедат својата членска карта. Посетителите од ресторанот ќе може да набават храна и пијалоци. Базенот Аеродром нуди и професионална пливачка школа за која може повеќе да се дознае при посетата на Facebook страницата и на веб страницата на базенот.
Околу 100 социјално загрозени семејства имаа можност да добијат оброк и да седнат на иста трпеза со младите идни готвачи, пекари и сладкари, кои денеска приготвуваа храна за овие семејства во рамки на завршениот настан на проектот Храна за сите, сиромаштија за никој во организација на Ајде Македонија. Вредните раце на идните професионални угостители, готвачи, пекари и сладкари денеска приготвуваа храна за 100 загрозени семејства во дворот на црквата Свети Петар и Павле во рамките на завршниот проект Храна за сите, сиромаштија за никој во организација на Ајде Македонија. Целта на заедничкото готвење е да се пренесе визијата и целите за намалување на гладта, користење на храната како важен ресурс, но и грижа за луѓето кои не може да си дозволат достоинствен оброк. Блаже Јосифовски од Ајде Македонија рече дека доаѓаат во директен контакт со социјално загрозените граѓани, што доаѓаат во црковната кујна, се готви за нив, а потоа сите заедно седнуваат на иста трпеза да им се покаже достоинство што секој треба да го има. Така што ова е одличен момент да се направи едно сплотување. Дополнително ги уча социјалните моменти, односно како ова може да помогне на граѓаните кои што немаат, односно тие и како идни оператори со храна, тие вишоци на храна дека може да ги донираат на граѓаните што немаат и сето тоа да допринесе сите ние да се помагаме, бидејќи тие 450.000 граѓани се наши сограѓани кои што секој од нас може да биде сведен и всушност треба да помогнеме за да се излезе од таа ситуација. Дополнително уча и за економските моменти, како всушност целиот отпад од храна и несовесното користење на храната, како влие и врз цените, зголемување на цените, како маркетите манипулираат со цените во супермаркетите, како тоа се прави, зошто се создаваат вишоци, зашто ние кога одиме масовно купуваме во супермаркетите, така се поставени цените, значи различни учат техники за помалку да купуваат, помалку да конзумираат општо храна. Како што рекоа учениците, она што го научиле на обуките ке го применуваат и понатаму. На младите готвачи им помогнаа и вработените од Осигурување Македонија, кои освен со финансиската помош, тие помогнаа и во директни активности на терен. Тука сме група од вработените кои што се пријавуваат доброволно за ваква работа и се надеваме дека се ќе помине во ред денес и дека оние на кои што им е најпотребно денеска, тоа е храната, ќе ги послужиме и се надеваме дека ќе бидат задоволни од тоа што денеска ќе го подготвиме и мала помош ќе дадеме за жените кои што се тука секојдневно и помагаат во вакви активности на луѓето на кои што им треба помош. Околу 250 граѓани обезбедуваат оброк од понеделник до петок во црковната кујна во општина Ѓорче Петров. Ова денеска што се подготвуваше ќе помогне на многу граѓани во Скопје. Учениците утре се последен ден на училиште од оваа учебна година. Новата учебна година ќе ја започнат на 3 септември, а овој месец полуматурантите се запишуваат во средно училиште, а матурантите пак од задутре почнуваат со екстерните испити. За околу 270.000 средношколци и основци, од кои околу 20.000 првачиња, утре е последниот училишен ден и почеток на летниот распуст. Учениците полуматуранти овој месец ќе се запишуваат во прва година средно образование за учебната 2018-2019 година. На 18 и 19 јуни е првото пријавување во јавните средни училишта, а второто пријавување во јунскиот уписен рок е на 28 јуни. Во августовскиот рок пријавувањето е на 23 август. Матурантите пак задутре на 9 јуни ќе имаат тестирање по мајчин јазик и литература, кој е еден од трите екстерни испити и задолжителен на државната матура. Првиот екстерен испит, странски јазик, го полагаат в сабота. На 11 јуни е тестирањето по третиот екстерен предмет, а на 13 јуни ќе полагаат кандидатите кои се пријавиле за испит по математика. Според Државниот испитен центар, оваа учебна година за полагање државна матура се пријавиле вкупно 15.256 кандидати. Тоа е услов за запишување на факултетите. Учениците кои го продолжуваат основното и средното образование на настава повторно ќе се вратат на 3 септември 2018 година понеделник за почетокот на новата учебна 2018-2019 година. Не очекува потопло лето во кое температурите според најавите од синоптичарите ќе ги надминат многогодишните просеци во некои делови за над 3 степени. Особено отстапување ќе има во текот на јуни.
Според прогнозите се очекуваат и периоди со исклучително топло и сушно време. Врнежите летово ќе бидат во рамки на просекот. Во Република Македонија постои голема веројатност за надминување на температурите од минатогодишните просечни вредности, кое би било повеќе од 3 степени во североисточниот регион, а за останатиот дел од територијата до 3 степени. Неголемо отстапување на температурата на воздухот се очекува во текот на овој месец, покажуваат анализите на Управата за хидрометеоролошки работи. Метеоролозите предвидуваат можност во предстојната летна сезона да се јават периоди со исклучително топло и сушно време, како и веројатност за изразени негативни отстапувања од вообичаените средни вредности на температурата, но и влажни продори. Од УХМР сепак напоменуваат дека сезонскиот изглед на времето не може да обезбеди детални информации за интензивни краткотрајни временски неприлики. Многогодишниот просек од 1981 до 2010 година на температурата во Скопје за јуни, јули и август изнесува 21,9, 24,2 и 23,9 степени. Температурите на воздухот во јули лани во Македонија го надминаа просекот за 1,5 степен, а во август за 1 до 2 степена. Минатото лето во јули се регистрирани и најмногу тропски денови и тропски ноќи со над 20 степени Целзиусови. Највисоката температура измерена лани е 41 степен во Демиркапија на 4 август. Август минатата година во првата декада бил потопол за 4 до 6 степени. Врнежите во текот на ова лето ќе бидат околу просечните вредности или помали. Најголемо негативно отстапување на врнежите за оваа сезона се очекува да биде во август. Во текот на утрешниот ден ќе има изолирана појава на нестабилност, претежно во планинските подрачја, а кон крајот на денот и в сабота ќе има поизразена нестабилност на места со пообилен пороен дожд, засилен ветер и услови за појава на град. В недела ќе има локален пороен дожд и ретки грмежи. Во Скопје утре температурата ќе достигне до 34 степени, а за време на викендот ќе биде околу 30 степен. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!